Па како се снаоѓате околу целата работа или имате воопшто коментар за сите овие напади кои што не се баш пријатни? Па добро, ја не би се сложил дека станува збор за некаква лабилност која што би ја повржал некој со менталниот склоп и она што во последно време некои новинари блиски до опозицијата се трудат да го наметнат дека станува збор за една лабилност која што е од чисто прагматични побуди, односно од една потреба да се владе или да се практикува власт. Имено, јас сум припадник на ВМРО, да помена, тоа го кажав и еднаш кога бев прв пат на емисијата безнасловно со повод заедно со вас. И денеска ќе го повторам, и таа партија на мене многу ми значи. Јас сум ги застапувал незините ставови тогаш, ги застапувам и сега, но тоа не значи дека едно застапување на ставови нужно носи закоравување и застанување во времето. Времето како што одминува, така доаѓаме до нови предизвици кои што од нас нужно барат нивно прифаќање или отфрлање кое што може да биде и негативно не само за мене како личност, туку и за партијата. Проблемот е следен, што јас како еден од носителите на препознатливост на некој начин на ВМРО, затоа што сум и председател на подмалкот на ВМРО, морам да внимавам какви ќе бидат моите ставови и што ќе кажам во јавноста, барем во последно време, затоа што тоа не се зема само како мој став, туку се зема и како став на подмалкот, а некој може да го протолкува и како став на партијата. Она што на мене ми е многу значено, никогаш не сакам да направам лошо на партијата и тие побуди и до ден денеска останали исти. А ако ви интересира како било тоа и како беше сега, јас тогаш бев студент и многу ми е драго што ги направивме сите тие протести. Ми остана во убаво сеќавање и ден денеска не сум се откажал од ниједна идеја што ја носев тогаш. Сега лабилност, не знам, овој народ што е типично за едно минато владење на СДС беше навикнат дека политичарите се дволични. Па веројатно во таа насока смета дека и новата гарнитура на власт која што ќе дојде ќе бидат дволични, но напротив, ја мислам дека сме многу транспарентни и честни во нашите намери. И многу отворено настапуваме кога сакаме нешто да направиме. Ако ми дозволите, таа лабилност мислам дека треба да ја расчистиме, бидејќи луѓето постојано да кажам спекулираат со тоа. Ева во што се состои тоа. Според мене ќе го поставам на тој начин и прашањето. Филип Петровски беше против востанувањето на педагошкиот факултет. И се уште сум. Во овој момент Филип Петровски припаѓа на партијата која што можеби ќе направи уште порадикални чекори до нешто беа направени до сега во смисла на педагошкиот факултет кој што де факто постои. Чекайте сега, вие го употребите зборот можеби, така? Тој збор можеби се базира многу на предпоставки и на една хипотетичност, нели? Ние на црно-бело гледање на работите кој што е составен дел од нашето живење. Со кој што јас не се сложувам. Проблемот е многу поддраматичен и морам да признам една работа. Тука може би некоја лабилност, но не е прав термин. Кога бев студент и кога протестирав, имав друго гледање на нештата. Ја не бев запознат како функционира државата. Јас знаев дека како студент и се спротивставувам на државата, дали е тоа полицијата, парламентот, владата, одам против нив со моите радикални убедувања. Но не знаев што значи тоа парламент до последната негова функција. Не знаев што е влада, не знаев што значи нешто од другата страна како е да се погледне. Значи, некои работи ми се чини по дефиниција, тоа се што го размислувам, не можам докрај да ги издефинирам работите, но добро, животот е процес, нели? Сега се запознам со работите од друга страна. Некои работи нужно еволуираат, што не значи дека Филип Петровски, сега се откажал од се. Но, пазете, сега Филип Петровски не е опрашање. Сега Филип Петровски гледа дека некои работи во државата може, ако прерадикално се направат во политиката, да доведат до дестабилизација на државата или пак и до незино угрозување, што никако како на човек од ВМРО не ми оди во прилог. Но тоа не значи што еднаш кажам, тоа го кажа повеќе пати во неколку емисии наназад дека сум се откажал од било кое мое размислување. Тоа беше оставка на еден студентски лидер кој што не ја водеше студентската организација напред, туку ја умртвуваше. Оставка на министерка за образование која што исто така од таа перспектива гледаме, од друга страна погледнато ги распродаваше интересите и на државата и самостојноста на универзитетот. Барем онака како што го читав тогаш уставот.